По факт е важно да се знае дека селото Ранци е 3 пати пустошено, не само еднаш. Токму од полковник генерал Пулас, кој што очигледно го намразил токму селото Ранци поради храброста на ранчани кои што ја имале во себе, бидејќи првично се спротивставували и на Отоманската империја да му помогнат и на грчкиот народ да се ослободи. За подоцна да најдат на нов окупатор, од турците на грците. Пулас влегува во селото на 8 март 1944 година и како предупредување никогаш да не застане на бугарска страна, убива 8 луѓе и зема 28 заложници. Само како предупредување. По само 4 дена решава да го запали селото и доаѓа уште еднаш, но благодарение на информативноста која што имаат помеѓу себе, координираноста и храброста, ранчани успеваат да се евакуираат со помош на партизаните и да побегнат од Пулас, кој што пали само неколку пати и ограбува се што постои во селото. Ранчани повторно се враќаат на своето огниште и продолжуваат да го живеат животот онако како што го живеат, сметајќи дека после 2 палежи нема толкав крвник и душман што би дошол и по трет пат. Но за жал, оваа трагедија со упокоените прерано лица, кои што, јас велам, се новомаченици за Македонија, во суштина, по кратко време, на 28 март, со помош на германски тенкови, со оружје, со 5 тенка поточно, со неколку дивизии подпомогнати, грчката армија, неофашистичката нормално и нацифашистичката во тој период, влегува во селото, во приклучерието за да не може народот да се евакуира. Удира на голиот народ со сето оружје кое што го има. Ранчани, гледајќи дека не можат да го избегнат тоа во ниту еден случај, само дигаат бели знамиња да се предадат и не молат за својот живот. Мора да го знаеме тоа, туку молат за животот на децата и жените. Но Пулас вели: охи, не, за жените оган, за мажите куршум. Таму се убивани повеќе од 50 лица и обезчестени сите млади, убави девојки. Во суштина, такво крвничко зло не е видено до сега. Денес сме собрани во Македонскиот соборен храм Свети Кирил и Методи во Тетово да изразиме помен за вечен спомен на масакарот през македонците од село Ранце, Калјарско, од егејскиот дел на Македонија. Свирепо убиени во виорот на граѓанската војна во Грција од 1949 година. Слава им и вечна им памет. Само од окрузите на Костурски, Лерински, Воденски и Солунски во редовите на ослободителното движење беа организирани околу 90.000 македонци. Во ударните единици на Еласт учествуваа околу 6.000 борци, а во редовите на резервниот Еласт повеќе од 7.000. Само во македонските единици, вклучувајќи тука и првата ударна бригада, учествуваа 1700 македонци. Во борбите се убиени преку 3000 македонци и изгорени 4094 куќи. Во концентрационите логори беа одвлечени 4150 мажи и жени и уништени имоти во 38 села и градови. Прво место во списокот на жртвите имаа големите македонски села: Катраница со 380 жртви, Ранци, Нестрам, Влахо Клисура со повеќе од 200 жртви, Граматиково, Енидже Вардарско со 100 жртви, како и селата Ноте, Лигуница, Думаница во Мегленско, додека во логорите Павлос, Мелос и други места беа исто така убиени голем број на македонци. Затоа и огорченоста за велепредавството и